Работевте на еден интересен, комплексен, вие велите, проект во вашиот роден град Штип, се вративте назад, за кој бивте наградени на Војдан Чернодрински. Велите тоа е вообичаен проект на Западот, каде што актерите, освен што играат, имаат улоги на танчари. Сега, како овие млади кадри на актери го прифатија овој ваш модерен пристап? Па, првенствено беа доста, самите глумци беа доста инволвирани, заинтересирани и се даваа во тоа, затоа што представуваше предизвик за нив, да работат нешто што можеби го немаат сработено до сега. Една кореодрама која што, како што реков, на Запад е една секојдневица, која што доста театри го користат тоа, особено прво ги припремаат глумците на добар начин за да може да се деси тоа. Ние успеавме заеднички во период од 7 недели заедничка работа да го склопиме еден коментари представата, каде што, како што реков, глумците беа crucial point за да таа представа биде тоа што е сега. Значи, заеднички се надградувавме, затоа што на нив и беше прв пат да работат со мене, на мене прв пат со нив, иако сме сите штипјани, иако се познававме one or another way, сепак заедно со режисерката успеавме од нив да извлечеме најдобро, а таа представа да испадне токму оно што ние го замислувавме, нешто ново и нешто што за прв пат се постои во Македонија. Киро, во една прилика давате изјава македонската танцова сцена како да тапка во место. Па, прво, јас би рекол, се стартува од законот за култура и тоа како хиераршки се постави на работите во Министерството. Кој, зошто и како треба да добие, за да може да тоа што го има смислено да го продуцира на публиката. Знаејќи дека која куќа, за која публика работи, имајќи во предвид дека не може една независна продукција да зема повеќе пари од министерство или од било кое друго место, отколку една национална куќа, затоа што националната куќа работи за широка маса на луѓе, за едукација на широка маса на луѓе, а се останато е испод тоа. Се додека стварите не се средени како што треба, се додека сите тие неколку институции кои што на некој начин треба да ја представуваат македонската танцова сцена, меѓусебно не седнат и не направат што е crucial за македонската танцова сцена, без дали е класика, дали е модерен, дали е танцов, дали е концептуален. Тоа се спаѓа во еден начин на експресија, без разлика дали јас сум модерен, а вие сте класичар или некој трет е концептуален. Сите ние спаѓаме во зборот танц, покрет, плес, како год и да се нарече тоа. Мислам дека проблемот е тоа што меѓусебно не сме поврзани. Се е сконцентрирано или централизирано во Скопје. Имајќи во предвид дека луѓето од помалите градови не знаат што значи зборот танц, иако некои ни гледаат на телевизија, но да видам искрен колку луѓето во помалите средини знаат или имат можност да видат што значи што е класика, што е опера. Тоа не постои. За тоа пак ќе кажам, надлежни се институциите или државата или министерството кој што треба да ги насочи на прав начин тие институции како треба да воспостават контакт со публиката и на кој начин треба да едуцираат публиката. За да имаме танцова сцена, ние мораме да функционираме заеднички. Сте провлекува македонската опера и балет како институција тоа е главна институција во Македонија, да, вечерашниот разговор. Вие имате соработувано и соработувате со македонската опера и балет. Да, дека ќе соработуваме понатаму. Но во моментов на репертоарот нема ваша представа. Така? Нема, да. 70 години јубилеј одбележуваше македонската опера и македонска, токму ова институција и тукаве немаше, го немаше вашето име. Нели е доволна таа ваша интернационална кариера за да ви се даде малку повеќе шанса во земјава и за малку повеќе да работите со потенцијалот кој што го имаме? Шанси од македонската опера и балет или од Македонија генерално јас не барам, затоа што јас сум доволно естаблиран како кореограф, како уметник, како танчер, како год и да е, за да само го донесам нешто ново, нешто интересно на македонската публика. Секогаш сум се трудел
Дали тоа ќе биде во МОП, дали ќе биде во балетското школа, дали ќе биде претходно во Интернет каде си има кај што работев, дали ќе биде во Штипски театар, дали со Балкан Денс проект ние ќе дојдеме и ќе гостуваме, дали со ХНК ние ќе дојдеме како што бевме во Македонија. Секогаш сум се трудел на македонската публика да ја дадам нешто или да дадам дел од мене, затоа што сепак таа публика ме знае, таа публика ми е израснато пред да заминем на запад. Но ако не сум доволно квалитетен, немаше да поставам представи. Ако не сум доволно квалитетен, јас немаше со моите представи да патуваме во Рим, во Париз, во Ротердам, во Белград, во Тирана, во Сплит. Значи, сепак тоа што го имам направено оставил свој печат. Го споменавме Балкан Денс проект. Станува збор за проект преку кој ги поддржувате младите уметници од целиот Балкан да вложуваат во модерниот танц, а станува збор за група на луѓе кои не можат да влезат во националните театри. Можеби не сака. Каква е ситуацијата со Македонија? Колку се дава шанса на потенцијалот тука кај нас? Па ние немаме, тоа е, значи, независни, фриленсер играчи ние ги немаме. И тоа што има, што е завршено по тие две академии кои што постојат, сами се борат да направат нешто, но де факто не се поддржани. Значи, пак ќе кажам, кога немаш танцова сцена, не може да продуцираш ништо по сето. Иако завршија доста од нив со балетни педагози, завршија со танчери, сепак јас, како јас, не гледам дека постои нешто каде што, еден мој бивши студент успеа, виде дека, заврши академија тука, виде дека нема леп за јадење, се преформулира, се замине прво во Шпанија на едукација и сега веќе втора сезона како работи во Германија. Значи, има квалитет. Значи, и МОП, и другите институции што значи, постоje квалитет, постојат играчи. Значи, простор, сцена, се има кај нас. Не ни фали ништо на нас. Само треба меѓусебно да се реорганизираме и да сватиме дека доколку секој се гледа сам за себе, ние нема да профункционираме. Пред разговоров вечерва ми споменавте дека од 2014 година не танцувате. Да. Како го надополнувате тој момент? Со што ги заменивте танц движењата? Знаете што, кога играш, не се уморуваш толку брзо. На некој начин, таа физичка активност од играч се префрлува во кореограф или во педагог, каде што еден покрет, еден чекор се покажува по неколку пати. Така да на тој начин, и апропо сето тоа, се трудам да трчам колку што можам, да идам во фитнес, на тај начин да ги трошам калориите кои што можеби некош ги внесувам превише, но имајќи во вреден дека физички сум активен, така да на некој начин играњето го заменив прво со кореографија, па после педагогија и се е измиксано заедно. Киров, како ви се чини Скопје овие денови? Тмурно. Де факто, уствари, претходната недела, сега ќе споредам со Сплит, каде што сонцето е секој ден и каде што плажата е 3 минути од центарот, секој е добро да си биде дома. Каде е домата за мене? Јас самиот не знам дека сум роден во Македонија, но имав среќа да пропатувам, да живеам во многу земји, во многу градови, така да моментално во Скопје се осеќам како да сум дома, но ако утре заминам за Германија и почнам да работам во Германија, јас пак ќе се навратам на тоа што бев пред да станам директор во Сплит. Значи се враќам во Германија и тоа станува секогаш во просторот каде што креирам или каде што живеам го прифаќам како свој простор, без разлика што сум ја роден во Штип. Што носите од Македонија секогаш кога се заминувате од тука? Тоа мало парче земја што го имаме, да почнеме да го просперираме, да почнеме да го работиме, да почнеме да екзистираме, да почнеме да се респектираме. Секогаш кога ќе влезам во Македонија, доаѓам со таа идеја. Кога ќе излезам, кога ќе ги согледам работите како се функционира кај нас, ми станува криво затоа што имаме се. Господ им дал се тука. Но никако меѓусебно да се реорганизираме и да сватиме дека мораме да имаме визија од нашиот живот каде. Со мене понесувам ствар, желба да кога ќе се вратим на едниот пат, работите да бидат подобри,
да се тргне на подобро. Помина 30 години и самите се свесни дека многу работи и ден денеска не функционираат, а не знам дали уопште ќе профункционираат, знаејќи сме кои сме како народ и што можеме да направиме, а што не сакаме да направиме. Ви благодарам за вечерашниот разговор. Благодарам на вас.